Историски самит на НАТО поради одлуката која е се поизвестна дека ќе се случи. Секоја држава членка да одвојува 5% од својот бруто домашен производ за одбраната. Овој праг ќе треба да се достигне во следните 10 години, но историски е и за македонската делегација тука поради усвојувањето на извештајот за Македонија на Томас Вајц. Темата разговараме со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Еве дел од интервјуто. Денеска беше изгласан извештајот, кој што пак претходно имаше низа на амандмани, особено од бугарски европратеници, кои што бара преку амандмани одреден епитет и додавање пред македонски јазик и идентитет. Денеска е изгласан, но пак се најавуваат нови амандмани дека сега ќе се додаде пред македонски јазик модерен македонски јазик. Денешниот ден го сметам за историски ден, бидејќи во Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент имаше јасно определување за историскиот континуитет на македонскиот јазик и идентитет. Прво, жално е потребата од за вакви теми да зборуваме во овој контекст, но фактичка состојба е дека еден од нашите соседи превзема конкретни чекори насочени кон негација на тие факти и добро е кога ќе видите силно мнозинство во Комисијата за надворешна политика насочена кон потврдување на она што на нас како држава ни е значајно. Навистина сум разошаран од тоа што го гледам од нашиот сосед и од страна на владата и од страна на европратениците од соседна Бугарија. Тие свесно или несвесно навлегоа во еден класичен руски наратив, кој што има за цел на дестабилизација на целокупниот регион, бидејќи кога немате известност по патот на европската интеграција, тоа не е продуктивен момент од регионална гледна точка. Јас секогаш ги повикувам и ќе продолжам да ги повикувам нашите соседи во Софија, дека треба да соработуваме, дека треба да имаме диалог, но истовремено треба и да се поддржуваме. Со ваквиот однос и ваквите чекори, тука мислам и во еден поширок контекст, со блокирањето на нашиот евроинтегративен пат во еден навистина сложен геополитички и безбедносен период, не само за Европа, туку и за целиот свет, тие се негативен чинител во регионот наместо да бидат позитивен чинител. До пленарната седница има ли можност да се разговара, особено тоа бидејќи тој амандман доаѓа од партија која што пак со ВМРО ДПМН и од каде што доаѓате вие сте заедно во Европската народна партија? Јас денес прво што видов е што самиот документ беше поддржан и имаше гласање за од страна на најголем дел од европратениците, силно мнозинство во Комисијата за надворешна политика, од например од Европската народна партија за актуелната содржина гласаа сите европратеници, освен европратениците од Бугарија, значи поддршката беше очигледна од нашето политичко семејство. Видов една критика од бугарски политичари дека сме лобирале. Да, лобираме и дискутираме за интересите на нашата држава. На крајот на денот тоа е улогата на еден министер за надворешни работи и на еден премиер. И активно ќе продолжиме до објаснување дека ваквите идентификации поврзани со нашиот јазик и нашиот идентитет можат да бидат историско штетни за нашата европска иднина, затоа што фрустрацијата кај македонското општество по однос на начинот на кој што европските институции повеќе од 30 години се однесуваат кон нас е голем. Очекуваме почит и очекуваме разбирање за сето она што сме го направиле, за сите тешки отстапки кои што сме ги направиле, но и за сите реформи кои што сме ги спровеле. Со апсолутно разбирање дека имаме уште многу обврски пред нас, но очекувањето наше би било тие обврски да бидат базирано на мерит, на европски вредности, европски критериуми, основачките акти на Европската унија и така и ќе продолжиме да работиме. НАТО постои повеќе од 75 години и никогаш порано немало сомнение дека сојузниците може да сметаат едни на други. Се до сега, американскиот претседател Доналд Трамп отворено шпекулира дека земјите членки на НАТО може да бидат нападнати од Русија ако трошат премалку за одбраната. Безбедноста на Западен Балкан исто така беше тема на разговор, повеќе во прилогот кој следува. Самитот во Хаг треба да му испрати порака на Владимир Путин дека НАТО е обединет и покрај претходните критики на Доналд Трамп кон алијансата и дека е решен да ја прошири и надгради својата одбрана за да одврати каков било напад од Москва. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте рече дека САД се уште се со нас, но дека американскиот претседател Доналд Трамп очекува сојузниците да се справат со прашањето за трошоците за одбраната. My message to my European colleagues is stop worrying so much. Start to make sure that you get the investment plans done, that you get industrial base up and running, that the support for Ukraine remains at a high level. Luckily, it is still today. I mean, this is what you should work on and stop
running around being worried about the US. They're with us. НАТО посебен акцент става на Западен Балкан. Руте рече дека има разговори со српскиот председател Александар Вучич, но рече дека не секогаш се согласуваат. Во Косово го имаме КФОР, а во соработката со Босна и Херцеговина ја имаме преку ЕУФОР. Could this wider instability also impact the Western Balkans? Should we from the Western Balkans be worried? I think it is spot on, and it is a very good last question, because let's not kid ourselves. The security situation has dramatically changed over the last couple of years. Of course, in 2014, with the occupation of Crimea, but particularly with the full onslaught in 2022 on Ukraine, and since then, this massive reconstituting of Russia of its armed forces. Бомбардирањето на иранските нуклеарни постројки од САД за време на викендот го прави самитот многу помалку предвидлив отколку што би сакал Руте, кој е поранешен премиер на Холандија и домаќин на собирот во неговиот роден град. Изјавата која ќе биде потпишана, а во која Ројтерс имаше увид, стои дека се потврдува непоколебливата посветеност на колективна одбрана, како што е загарантирано во член 5 од Вашингтонскиот договор, дека напад врз еден е напад врз сите. Македонската делегација тука во Хаг ја предводи председателката Гордана Силјановска-Давкова, Друштво и прават, министерот за одбрана Владо Мисајловски, како и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тука на НАТО средби е и началникот на генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчински. Председателката ќе има и средби со лидери од други држави членки на НАТО, на кои ќе разговара за прашањата од регионалната безбедност, евроинтеграцијата и позицијата на Македонија во рамки на алијансата. А средба со бугарската делегација нема да има. Јовица Пауновски, ТВ21, Хаг, Холандија.